Струмица е најфудбалскиот град во Македонија. Тука се родени многу фудбалски легенди. Токму и затоа денес дојдовме на оваа локација со цел да истражуваме за најважната работа во светот. Ќе зборуваме за фудбалот. Останете со нас во приказна. И машкиот и женскиот фудбал водат потекло од Кина, пред да стигнат до она што е денес. Ова го истражуваме со цел да откриеме каква е историјата на фудбалот во рамките на ова издание на Приказна. Следува месец за најпопуларниот спорт на планетава – фудбалот. За нас овој период е историски важен, затоа што дебито на Европското првенство националната фудбалска репрезентација ќе го има на 13 јуни во Букурешт. Надпреварот треба да започне од 18 часот, а првиот противник е селекцијата на Австрија. Ако со грло во јагоди одат на трите надпревари, и првиот да се победи, и вториот, или да се оди на трите со подеднаква сила, тука ќе биде грешка, зашто Македонија го нема тој квалитет за да реално, за да биде фаворит и да стигне до таму. Мислам дека треба да се направи добар концепт. Јас имав една моја теорија, која што неколку пати ја споменав, дека треба да се оди само на еден надпревар. Лежерно да се игра првиот, чисто да се осети атмосферата, да се почувствува, да се разбие онаа трема, па макар и да се загуби, небитно. Се да се концентрира на надпреварот против Украина. И сега да е уште енергијата поцврста, појака, на 700 километри од нашиот главен град ќе се одиграат двата надпревари. Тај Букурешт. И она што можам со сигурност да ви го кажам, еуфоријата на нашите граѓани за пласманото е до толку голема што ќе се бара карта повеќе, или ќе се нели согласно новите правила на ковид пандемија, дозволено е одреден процент да има публика на стадионите. И јас верувам дека нашите граѓани ќе одат масовно, без оглед дали ќе можат да бидат присутни на стадионот или само ќе останат во делот надвор од стадионот за да на некој начин ја поддржат нашата репрезентација. Впрочем, години наназад во другите колективни спортови нашите граѓани покажа многу цврста емоција, многу цврста поддршка за националниот тим, која ќе се пласира на една завршница. И сега кога ќе се вратам на почетокот, кога се работи веќе за фудбалот, мислам дека таа енергија, таа емоција уште поголема. Фудбалот е најважната споредна работа на светот или најсуштинското од несуштинските нешта во животот. Познати се овие и бројни други описи за најпопуларниот спорт на денешницата. Денес фудбалот е многу повеќе од игра. Рекреација, забава, хоби, страст, професија, бизнис, цела филозофија. Тактика на игра, стратегија, хемија во тимот, физика на удирање на топката, кондиција, наука. Освен оној спортски сегмент, затоа што сите екипно одат, атакуваат на победа, ќе речам дека е важен, зашто дополнително носи една порака, тоа е дека се надминуваат различностите, односно на теренот сите се еднакви, се заборава на предрасудите, се уриваат стереотипите, не е важно кој од каде доаѓа или каде припаѓа, туку сите со заедничка мисла настапуваат, со желба за победа и со една сплотеност. Мислам дека има порака, освен на спортската што оди. Важен е затоа што ете на тие големи мундијали, европски првенства се собираат репрезентации од целиот свет. Сите луѓе ги гледаат, интересот е огромен. Мислам дека не може да се мери со ниту едно друго збеднување од друг сегмент од општеството. Важно е затоа што е фамилиарна забава, гледаат родители, гледаат деца, понатаму им се развива желба за да тренираат, сето тоа ги прави поуспешни. Ако гледаме од аспект на поделбата во спортот, нешто како автомобилската индустрија, имате фудбал и останатите спортови. Во случајот фудбалот е втора најважна споредна работа на светот. И така луѓето масовно ја доживуваат во светот. Сега можете да замислите самите вие како тоа се рефлектира на граѓаните на Македонија, кои после 30 години независност успеавме да го доживееме и тој момент на радост, на емоции, да нашиот национален тим во фудбал се пласира на едно завршница како што е Европско првенство. Според мене, без оглед на другите колективни спортови, врвот кој можеме да го доживееме како поддржувачи
на нашиот национален тим во одреден колективен спорт. Тука ги ставам кошарката, ракометот, одбојката, кои редовно се на завршници и имаат добар квалитет. Фудбал до сега сме немале можност и за прв пат ни е укажана таква една прилика да секој од нас тоа го доживее многу поемотивно, отколку кога треба да пристапите на Европско првенство, да го гледате Европското првенство, а вашиот национален тим да не учествува. Така било до сега. Популарноста на овој спорт планетарно лежи и во неговата мог да обединува. Во историјата постојат бројни примери со кои се докажува дека овој спорт е поуспешен во обединувањето од политичарите и дипломатијата. Популарноста на фудбалот се должи на многу елементи поврзани во еден концепт. Филозофија, стратегија, припадност, дел да се биде од една голема група на луѓе со исти став, со исто мислење. Многу пати тоа и се поистоветува со она што се случува во социјалниот аспект на државите, во политичкиот дел на државите. Иако најчесто фудбалот не сакаме да го поврзуваме со тие политички импликации. Една студија што ја подготви Институтот за стопанство од Хамбург покажува дека играта со топка е и останува глобален пазар во пораст. Публика, играчи, екипи, сојузи и спонзори, произведувачи на спортска опрема и секако медиумите. Бизнисот ја зголемува оваа страст, бидејќи бизнисот си гледа свој профит. Нормално, не би бил бизнис ако не пресметаме ова плюс ова, на крајот треба да ми донесе тоа. И тие си го гледаат својот профит и ако забележите во последниве 15-20 години кои спонзори се вртат во најголемите лиги, во организациите на оние пропатни куп надпреварувања без. А сега дали станува збор за УЕФА, дали за Конмебол, за Конкав, значи сите тие федерации што гравитираат на крај кон ФИФА си имаат свој профит. Компаниите, бизнис компаниите, партнерите на овие организации сакаат да влезат внатре, бидејќи и тие го имаат дел од колачот. А секоја компанија што е влезена и малку од овој дел во фудбалот има профит. Сите учествуваат на пазарот со милионски суми. Анализирана е Германската сојузна лига која доживува бум и во споредба со секоја претходна сезона растот е над 10%. Ова во пари преведено значи дека во Бундеслигата се вртат годишно околу 2 милиарди евра. Интересно е да се додаде дека во многу азиски држави растат приходите. Така, например, до 2020 година, фудбалскиот пазар во Кина забележува пораст во однос на претходната деценија од неверојатни 500%, односно до скоро 250 милиарди долари. Предпоставка за тоа е соодветната инфраструктура во државите. Значи, професионални лиги, стадиони, но и регионална структура на екипи за фудбалот да може да се етаблира како спорт на мнозинството, што е исто така и предпоставка за негова комерцијализација. Со додавањето на Junior, кога Неймар дојде во Барселона, оние две букви Ј и Р со точка, се зголеми профитот за десетици милиони евра од секој купен дрес. Заради тоа што секоја буква и секоја бројка, кога ќе ја додадете на дресот кој што ја го купите 75 евра, кошта плюс уште 1,5 евро. Споредбата помеѓу најголемите првенства во Европа, оние во Велика Британија, Шпанија и Германија, дава одговор на прашањето каде бизнисот поврзан со фудбалот е најголем. Медиумите нормално сакаат да бидат дел од тој колач, бидејќи и тие добиваат. Како на пример е сега концептот со Суперлигата, едните сакаат да дојдат до поголем профит, голем дел од медиумите се против, навивачи против, затоа што сите имаат добар дел од тој колач на бизнисот. Англиската премиер лига е со најголеми приходи од телевизиските права. Општо земено англиските тимови трошат 2,3 милиарди евра на сезона, шпанските 1,2 милиарди долари, а германските клубови трошат 1,1 милиарди долари по сезона. Видете како заработуваат FIFA и UEFA.
од едно од едно светско првенство кое што беше организирано во Јужна Африка, на крај кога се сведоа сметките, чистиот профит, од кога се исплатија репрезентациите, од кога се исплатија сите технички работи, од кога се исплатија сите што учествуваа во тоа обработување и создавање на успешно завршено светско првенство, чистиот профит на крај под цртата вкупно беше 1 милиарда швајцарски франци. За многумина фудбалот и натаму представува чисто машки спорт. Сепак добро е што ова почнува да се менува. Факт е дека женскиот фудбал е сосема различен вид на спорт. Преку светските и европските женски фудбалски првенства и настапите на женските репрезентации на олимпијадите, светот полека престанува да го перцепира фудбалот исклучиво како машки спорт. Квалитетот на фудбалерите ја темпира и квалитетот на домашната лига. Домашната лига ја темпира и репрезентацијата. Секако дека фудбалерите се на прво место, ама целокупната слика говори дека е важна инфраструктурата, важни се условите на кои што тие фудбалери работат, колку се вложува во нив, организацијата на тимовите, колку самите тимови си ги обучуваат кадрите, тренерите, судиите, колку се тие соодветни за да ја работат таа работа, колку се вложува. Понатаму важна е посетеноста на надпреварите, колку е поквалитетен фудбалот, толку е поголема гледаноста. Поквалитетната лига и домашно првенство ни носат подобри успеси на репрезентацијата. Историјата на женскиот фудбал е подолга од очекувањето на многумина. Накратко, првиот женски фудбалски меч е одигран во 1895 година. Во 1920 година се случи првата интернационална женска фудбалска игра, а веќе во 1921 година Фудбалската асоциација ќе забрани женски фудбалски лиги. Ставот на Фудбалската асоциација дека фудбалот е доста несоодветен за жените се променил кон крајот на 1960-тите. Факт е дека новиот милениум донесе многу придобивки кои овозможија брз развој на женскиот фудбал. Горан Пандев е дефинитивно еден од најдобрите фудбалери кои Македонија некогаш ги имала. Во националната репрезентација дебитира на 21 август 2002 во надпреварот Македонија-Малта. Македонската фудбалска легенда во своето завидно спортско портфолио ги има дресевите на вкупно 8 фудбалски тима: Беласица, Интер, Специја, Анкона, Лацио, Наполи, Галатасарај и Дженова. Успехот го должи на силна посветеност и многу жртви. Па добро да играш на едно вакво ниво на професионално ниво на повеќе години, мислам дека треба да се откажеш од многу работи. Сигурно вербата во себе, работата, исхраната, треба многу повеќе да се обрне внимание. Знаеме дека овде во Македонија е многу тешко, али треба децата да се трудат тоа, да веруваат во себе, да работат, ноќен живот многу помалку, да учат кога треба да учат и мислам дека со македонска работа и учење мислам дека може да постигне тоа што го посакуваат. По Дарко Панчев кој играл во Интер, Пандев е вториот македонец кој заиграл во серијата А. Роден е во најфудбалскиот град во Македонија, Струмица, од каде и го започнува својот фудбалски поход. Струмица е еден од градовите во Македонија кој даде најмногу таленти во минатите години. Почнувајќи од Рингов, од Благој Статов, браќата Попови, Стојков, се тоа плејада на добри играчи, на репрезентативци. Сигурно е место кај што се раѓаат таленти. Еве ние сега имаме Академија Пандев, има стварно доста талентирани млади играчи. Само треба да се надградуваат и мислам дека Струмица со уште повеќе внимание може да даде уште и во иднина многу репрезентативци. Своето спортско искуство сака да го пренесе на помладите. Целта моја беше да се отвори ова академија, бидејќи сакавме децата да ги навлечеме на фудбал. Како што кажав, Струмица е стварно расадник на таленти и еве 10 години излегува многу млади деца, има многу во сите репрезентации во Македонија од 15 до 21 година. Имаме стварно многу репрезентативци. Горди сме, сигурно нема да застанеме овде. На прав пат сме, работиме макотрупно и не е едноставно во ова лига и во нашиот фудбал да напредуваш, али се трудиме доволно. Имам доста искуство од Европа и го пренесувам на младите тренери, на играчите и мислам дека
со тек на време ќе биде уште подобро. Сигурно сега и женскиот фудбал го гледам и на ниво на Европа е многу популарен. Сигурно среќен сум што и во Струмица има еден женски тим. Има стварно одличен тим и се надам дека така ќе продолжат, бидејќи они се единината македонскиот фудбал. На 11 јуни започнува Европското фудбалско првенство кое ќе се игра во 11 градови низ Европа. Македонија под капитенското водство на Пандев првиот меч го игра на 13 јуни против Австрија, а следните два се против репрезентациите на Украина и Холандија. Па потенцијалите мислам дека имаме стварно една добра, искусна, млада репрезентација. Со нетрпение го очекуваме ова европско првенство. Сигурно дека никој не ни дава шанса да направиме некој поголем успех, али ние веруваме во нашите квалитети. Долго време сме заедно, изградивме една фамилија и мислам дека оваа репрезентација си од свој потенцијал и квалитет ќе го покаже на ова европско првенство. Би било убаво да имаме добар резултат, така. Затоа што ја во неколку прилики до сега кажав дека нашиот пласман за нас овдека представува еден голем успех. Објективно до сега прв пат се пласираме и најголем успех на репрезентативно ниво. Ако го иземеме ова пласманот на младата селекција до 21 година, така да од тој аспект тоа голем успех за нас. Меѓутоа знаете, тоа за европскиот и светскиот фудбал нема некое големо значење. Од проста причина што голем дел од тие репрезентации нонстоп се пласираат, знаеш, ниф име тоа више ко еве Хрватска ќе ја земе од регионов. Ора нонстоп игра секои 2 години. И што се немато ни време да слават демек леле каков успех направивме. Затоа јас викам, треба екипата да се сконцентрира, да се спреми добро. Значи многу е важно каков впечаток ќе оставиме таму. Знаете, jer утре ќе им дозволите на новинарите од големите лиги, од медиумите големи, да го критикуваат Чеферин што дозволил и од пониските дивизии каде што бевме ние, овој пат во најниската, во Д дивизија, Чеферин дозволи и од такви дивизии да иде некој на европско првенство и одма ќе го нападнат. Ако не оставите впечаток, зборам, ако бидете вреќа за за ударање, условно кажано, меѓутоа ако оставите добар впечаток и на него ќе му лесните, ќе речете еве добро направи што селекции кои имаат помали шанси одат на европско, еве играат и они добар фудбал. Така да од тој аспект е многу важно како ќе се представиме. Другата битна работа е за самите играчи. Ајде, таму има неколку играчи кои имаат над 30 години, да не зборам за капитенот кој веќе нели ептен на зала што се вика на кариера. За нив тоа и тоа не е толку важно, меѓутоа имаш 70% од играчите имаат помеѓу 20 и 26 години и така е битно за нив да остава добар впечаток, да бидат запишани од некој менаџер тамо, да му се покачи рейтингот заради своите игри, па да направи некој голем трансфер. Македонскиот фудбал, гледајќи го клубското ниво, нема некој голем напредок. Пази, за 30 години само еднашка пред 4 години кога се пласира Вардар и ја бев тамо баш во тој период во Вардар, што еден клуб се пласирал во завршна фаза на Лига на Европа, на тоа клуб и толку, значи тоа е многу слабо, многу малце, лигата не е на тоа ниво што треба да биде, условите исто не се на тоа ниво. И знаеш што, фудбалот е малце специфичен во таа смисла. Веројатно бизнисмените кај нас и тие што го сакаат спортот, многу им е полесно да влезат да инвестираат во одбојка, во ракомет, во кошарка, каде што објективно се многу помали побарувањата, многу се помали трошковите. За во фудбалот да влезете и да инвестирате и да поддржувате некој клуб, треба многу посериозни пари. Сега збориме за, ако сакаме да направиме нешто, нели, да биде позвучно во европска смисла, да се приближиме до некаде. Иначе може и во фудбалот за да одржувате еден клуб и може и со 500.000 евра да се одржува клубот, не е проблем. Меѓутоа реално за да направите еден солиден тим кој ќе биде онака, да кажеме, респектабилен во европски рамки, сигурно треба 3-4 милиони евра најмалце минимум еден буџет. Затоа што треба да купите најмалце 5-6 добри играчи кои ги вредат, кои имаат малце поголеми плати и тоа се тие трошкови. Репрезентативно да, се подигнавме малце во секој случај и младите селекции прикажуваат солидни резултати.
блиску се, стално се некаде блиску до тој некој бараш и така натака. Еве сега за прв пат ја селекцијата направи успех, така да мислам тука ги пратиме трендовите добро. Фудбалот децата го сакаат од мали нозе, не мора вие да ги терате да го сакаат. Значи верувај ми, тоа е кај машката популација, кај машките деца е нешто нормално. Они искачаат през града. Јасно е дека 90% ситуации играат фудбал. Ретко се гледа да играат негде кошарка и сега веќе имаат испоставено кошеви. По игралиштата и поиш играат кошарка него во мое време, рецимо, јако бев дете, немаше толку кошеви. Ракомет па ептен е ретко да видиш негде во некој игралиште, некој да се собера деца да играат ракомет. Тоа сега не зборам за школите, нели? Збориме вака природно да се играат меѓу себе. Така да не треба вие деца да ги терате, они го имаат тоа во себе, играат. Треба само можеби да ги насочите, ако е некој поталентирано да некаде тренира, да проба да успее во таа работа. Мислам дека е доста сме назад со таа работа. Треба да се подобри многу работата во клубовите. Малце поремети сето тоа што се дозволи приватни клубови, приватни школи да има премногу, па дури да се такмичат во тие лиги. Знаете, ако има приватни школи, треба да им направиш една лига меѓу приватни школи и тие да се играат помеѓу себе. Не да ги мешаат приватните школи со клубските работи. Затоа што клубот треба да биде по мене посериозна работата со децата, дефинитивно. Иначе мотивација. Види, секоја генерација си има своји идоли. И тоа е така, и така треба да биде, и тоа е нормално. Сега не можат децава сега што растат или што пораснале малце, ја да им бидам идол кога нити ме гледале, нити се соживувале со мене, нити се радувале со мене, ме разбираш? Значи тоа е све нормално. И тоа така треба да биде. Али овие генерации сега што прават малце подобар резултат, секако дека се доволна мотивација за младите категории да еден ден и они стигнат на некакво такво ниво. Така да затоа ти сакам да објаснам дека мотивацијата сама доаѓа кај децата. Не им треба нешто посебно зборење, доволно ни што гледаат, што слушаат, што пратат, што се радуваат, па зборат помеѓу себе. И тука им е веќе внатре всадена таа мотивација која они ќе имаат утре ако се решат да прават кариера дефинитивно. Оваа година историски е многу значајна од аспект на фудбалот за нас. На 11 јуни ќе бидеме за прв пат дел по 3 децении од Европското фудбалско првенство. Исто така, оваа година успеавме да ја совладаме Германија во рамките на квалификациите за светското првенство во Катар 2022. Што истражуваме и што друго откриваме за фудбалот? Останете со нас и погледнете во приказна. Македонија на европско, нешто што мислам дека не бевме свесни години наназад дека може да ни се случи, дека не верувавме дека може да го достигнеме тој успех. Апсолутно заслужено, не само поради промена на системот на надпреварување, дополнително оние квалификации кои што ни овозможија да бидеме дел од првенството. Нашата репрезентација со квалитетот што го поседува и со овој генерацијски предизвик за голем број фудбалери кои што изминативе години навистина докажаа дека имаат квалитет да се надпреваруваат. Во последниве 5 години сениорите, младинците се пласираат на големи надпреварувања и со квалитетот го потврдија со победата над Германија сега во март, беше уште еден доказ дека заслужено се наоѓаме на тоа европско првенство. И мислам дека е многу голем прогрес затоа што пред само 5 години бевме на некое 170 и некое место на FIFA ранг листата, што е навистина поразително, така што е навистина значителен успех и за поздрав, затоа што за 5 години имаме фантастичен прогрес и овие момци заслужуваат да бидат таму и се надевам дека ќе оправдаат шансата максимално. Почетоците на фудбалската игра во Македонија датираат од 19-тиот век. Во 1919-та биле основани клубовите Македонија, Напредок, Сингилич, а една година подоцна Вардар и Јук. Првиот скопски, како што тогаш го нарекувале лоптачки подсојуз, бил формиран во 1927 година. Првиот клуб во Македонија го формирале турците во 1911 година под името Скопје, Ускип, додека првиот официјално регистриран клуб во Македонија во 1912 година бил СК Вардар од Скопје, а овој клуб не е истиот со денешниот скопски Вардар, кој е формиран во 1947. Како прв официјален надпревар, а воедно и меѓународен надпревар кај нас, се смета надпреварот одигран на 20 април 1919 година
помеѓу селекцијата на англиската војска и СК Напредак од Скопје. Во чест на тој надпревар, во 1978 година беше подигнат и споменик. Првото независно собрание на Фудбалскиот сојуз на Македонија во Независна република Македонија се одржало на 7 февруари 1993 Македонија станува полноправна членка на ФИФА и УЕФА во 1994 година. Првиот официјален надпревар на македонската фудбалска репрезентација по независноста се одиграл во Кранј, Словенија, на 13 октомври 1993 против репрезентацијата на Словенија. Надпреварот завршил со победа од 4-1 за Македонија, а стрелец на првиот гол за Македонија бил Зоран Бошковски Чоко. Почнувајќи од квалификациите за Европското првенство 1996 па навака, Македонија учествува на сите надпревари на ФИФА и УЕФА. Македонската фудбалска репрезентација во својата досегашна историја има одиграно повеќе од 300 официјални надпревари, но еден надпревар го ставаме настрана сега, надпреварот во Грузија, во Тбилиси, нашиот пласман на Европското првенство. Тој надпревар на 13 октомври 1993 година против Словенија во Кранј беше нашиот прв историски. Имавме и порази, и победи, и тага, и радост. 93 година и таа генерација, предводена од селекторот Андон Дончевски, капитенот Дарко Панчев, Илија Најдовски, Чеде Јаневски, Драган Канатларовски и сите останати, некако ни остана како најмногу сентиментално поврзани со имавме тим, ни недостасуваа можеби резултати. Луѓето на таа генерација гледаат како еден од најдобрите македонски состави на сите времиња и сега ни е драго што ете после речиси 30 години, 3 децении, генерацијата на Горан Пандев едноставно го направи тоа за кое што мечтаевме сите ние кои сме поврзани со фудбалот. Струмица е градот кој во земјава важи за расадник на таленти во фудбалот. Да, тука се сложува максимално дека Струмица е расадник на таленти и јас како официјален представник за Барселона, за ФК Барселона, за територијата само на Македонија, кога требаше да отвориме пењата, тоа представништво, отворивме токму со седиште во Струмица. Од тој аспект гравитира кон расадникот на фудбал. Гледате сега, Горан Пандев е единствениот кој што пари што ги заработил однадвор, не во Македонија, однадвор ги носи во Македонија и инвестира. Кажете ми, кој е тој друг што пари од надвор носи и инвестира во македонскиот фудбал? Не постои. Има луѓе кои што се инволвираат во клубовите за да црпнат, за да земат од оние пари од УЕФА што ги дава во македонскиот фудбал, за да имаат профит. Но никој не зема пари од надвор да донесе за да се направи стадион или нешто. Така да тоа мора да го цените и тоа покажува се зошто Струмица го има и се уште најдобриот талент. Горан Пандев со Академија Пандев да извади 1-2 фудбалери понатаму во Европа, а ќе извади, тоа сум 100% сигурен, дури имав една теорија дека ќе биде еден од првите клубови кои што ќе игра во Лига на шампиони, ама едноставно со овие случувања што сега ги гледаме, може тоа ќе биде во наредниве 3 до 4-5 години, зашто за да успеете во фудбалот треба да имате добра база, добар темел. Академија Пандев тоа го прави со добар темел и мислам дека треба да биде слика како треба да се работи во македонскиот фудбал. Женскиот фудбал е во подем. Мија Хам е планетарно позната фудбалерка која успеа да мотивира многу девојки да се занимаваат со спорт. Кај нас, денес во Инспирација ќе имаме две девојки кои што се интернационално познати и представуваат, верувам, добра инспирација за сите македонки кои што, можеби, во иднина ќе играат фудбал. Перцепцијата за тоа дека фудбалот е само машки спорт полека се менува. Веќе постојат женски фудбалски првенства, имаме настапи на женски репрезентации на олимпијадите, а кога станува збори за судиите на овие надпревари, појавувањето на жени во таа улога почнува да е редовна практика. И Македонија не е исклучок од овој тренд. Денеска во приказна разговараме со Ива Пројковска, првата интернационална ФИФА фудбалска судика од Македонија.
Ива дипломирала на Полициската академија во Скопје на криминалистичко-криминолошката насока, а во моментов успешно се снаоѓа во улогата жена судија. Секогаш треба да се докажуваме. Кај нас менталитетот е таков каков што е. Така да првочно кога ќе се појавиме на терените, малце со скептик не гледаат, поготово тренерите и играчите што се однесуваат до колегите, морам да признам дека сме одлично прифатени. Меѓутоа полека по полека, значи се менуваат времињата, има доверба во нас жените, така да многу ни е полесно, дури некои клубови не бараат како по-реални, да кажам, суди. Мислам дека се менуваат тие работи. Ива уште од мала се занимавала со различни спортови, меѓу кои и фудбалот, за да на крај одлучи дека ќе стане фудбалски судија. За да стигне до сегашниот фудбалски судиски статус, Ива требало да помине неколку скалила. Прво треба да се поминат одредени тестови, имаме правила на фудбалската игра и физички норми, па се добива превремената категорија на суди, па имаме постојана категорија, па имаме трета, втора, прва и републичка категорија, што се однесува за Македонија, додека потоа кога ќе бидеме предложени од Македонската федерација, односно од Фудбалската федерација на Македонија, во УЕФА, тамо не прифаќаат на листа и тамо повторно се полагаат тестови, се полагаат правила на фудбалската игра, англиски јазик, физичките норми имаме исто и се стекнуваме со категорија трета и потоа со тек на време, како напредуваме, идеме втора, прва и елитна категорија. Моментално сум јас во првата категорија и се борам да ја достигнам последната, односно елитната категорија на суди. Упорност, цел, визија и напорна работа. Тоа се одликите што секој човек треба да ги поседува за да успее во тоа што го сака. Таква е приказната на Ива. Таква е и приказната на нашите фудбалски репрезентативци за кои заедно ќе навиваме на ова европско првенство. Прво честитки до целиот тим, значи на фудбалерите, ставот, ФФМ и сите кои се дел од овој успех. Заслужено. За себе, за државава и за нас сите кои навиваме. Мислам дека можеме многу повеќе, меѓутоа и не е само сме го постигнале овој успех да се пласираме, да гледаме малце понапред и да поставиме и повисоки цели, па можно и да поминеме група. Се надевам искрено и желбам ја, се разбира и да не застанеме тука дека сме биле на едно европско и потоа да чекаме долги години за повторно. Зашто да не? Еве имаме и квалификации за светско, па зашто да не стигнеме и таму. До пред известно време, Ива беше единствената жена фудбалски судија во Македонија, но бројките во последно време се поголеми, што значи дека и статистички работите и кај нас на оваа тема навистина одат кон позитивни промени. Во спортот никогаш и никаде не се случило во некој женски спорт да заработуваат повеќе од машките. Таа родова нееднаквост многу е застапена во спортот и нормално тука би зела луѓето многу повеќе се заинтересирани за машки фудбал, да кажеме, или машки тенис, меѓутоа тоа не значи дека женските прават нешто помалку за да бидат помалце платени или застапени во медиуми со сите други прават. Кога излегов од Македонија, престанав и да ги следам сите случувања во женскиот фудбал, бидејќи тој начин на водење, на управување од страна на федерација со управи воопшто не ми се допаѓа и не гледам начин на продолжување на историскиот успех што го постигна наше такси, значи единствен клуб кој што ги имаше сите услови и перформанси, каде што достигнавме неверојатни историски резултати и наместо да се продолжи тоа, ние продолживме да стегнираме, дисквалификации и на еден начин јас мислам дека само тонеме. Единствена светла точка која што ми остава добар впечаток е работата што ја извршува Тиверија, женскиот фудбалски клуб Тиверија од Струмица. Не дека сум пристрасна и дека сме од исти град, меѓутоа нивниот начин на функционирање, раководење со клубот и на еден начин дава резултати, бидејќи тие се шампиони во сите младински категории, ги инволвираат фудбалерките со работа, со помагање, тој начин
Тој менталитет многу ми се допаѓа како е воспоставен меѓу управа и фудбалерки. На голема штета се уште не Тиверија нема шампионска титула усвоена, меѓутоа секоја година се на чекор до освојување на некој пехар, така да сметам дека сите клубови би требале да се угледат на нивната работа, на нивната посветеност, бидејќи сметам и дека и дружбата и мотивираноста се еден од и најбитните фактори за да може еден тим да функционира перфектно. Постојат многу предизвици кои што биле пред мене. Самото преселување од Струмица во Скопје на 16 годишна возраст беше тоа за мене еден голем предизвик, каде што јас сама прво запознавање со фудбалерките мораше да настапам на првиот надпревар за единство и за моја среќа и на тимот прва победа и 3 одбранати пенали. Тоа беше едно од најубавите почетоци на мојата кариера надвор од мојот град, од матичниот клуб Беласица. И од таму продолжи во Шкипоњат, каде што Лига шампиони прв надпревар исто така преголем предизвик и среќа. Од Шкипоњат во следни поголеми успеси и предизвици беа со наше такси, каде што таму беа поставени сите рекорди. Најголем предизвик на преварот со ПАО, каде што постигнавме најголемиот успех во женскиот фудбал, каде што ги победивме со 1-0. Исто така со репрезентација, каде што се пласиравме во групата за квалификации. Победивме, бевме први во групата, а бевме аутсайдери. Следни предизвици кои што можам да кажам беа преселбата во Шпанија. Во ова издание на Приказна од аспект на медиумска писменост ќе го третираме говорот на омраза. Зошто? Затоа што често пати се користи како потпалувачки кога се во прашање спортските настани. Невидливата сила на сплотувањето може да се види во страста за бодрење и навивањето за својата екипа. Фудбалот како социјален феномен несвесно ја препознал и ја преточил во пракса природната потреба на човечкиот вид да се идентификува со одредена група. Тука лежи објаснувањето за хомогеноста на навивачките групи. Ги има разни, од маалски кои навиваат за локалните тимови од големите градови, до цели екипи обединети на стадионите при големите надпреварувања. Декорот е различен, ама суштината е секогаш иста. Реквизити, песни на тимот, ривалство на трибините. Самата стратегија, самата победа, самиот концепт на војување на терен и припадност на дел од таа армија си прави секој елемент да придонесе во тој дел што го видиме популарност. Според студија од САД, навивањето поттикнува среќа преку тимскиот дух. Спортот е се игра за публика, за луѓето. Без луѓето, без поддржувачите, без навивачите, без публиката, спортот е само еден вид тренинг. Само ќе го земам моментот на кога навивачите се вратија во финалето на Лига на шампиони сега и каква енергија веднаш тоа внесува кај самите играчи. Верувајте дека самите наши репрезентативци фудбалери, начинот кога ќе треба да настапат на надпревар, дали против домаќинот, дали против Австрија, ќе се чувствуваат многу посигурни, кога ќе ја почувствуваат енергијата која ќе дојде од самите трибини на стадионот, кога ќе ги видат, верувам дека тоа ќе биде црвен колорит во боите и жолт колорит на нашата држава и тоа јас сум убеден дека веднаш ќе се рефлектира на самите играчи. Самите играчи ќе имаат поинаква енергија. За жал и покрај моќта да обединува, овој спорт го карактеризира и придружбата од насилен говор, кој често ескалира и надвор од теренот. Многу често на фудбалските надпревари се поставуваат содржини кои предизвикуваат говор на омраза преку интернет. Со самото пренесување на овие информации преку медиумите се поттикнува говор на омраза кој многу често потоа како центрифуга се пренесува низ социјалните мрежи и се експлоатира за политички цели. Говорот на омраза е особено застапен на спортските надпревари, каде од вербална комуникација со говор на омраза во одредени случаи се предизвикуваат и масовни тепачки и пресметки помеѓу навивачите, а ова е особено опасно ако има елементи врз основа на национална, верска, етничка и друга припадност. Спортот како таков во себе веќе носи надпреварувачка нота на бруталност и гладиаторство, која развива облик на војна свест. Говорот на омраза на трибините има длабоки политички корени на Балканот. Подемот на национализмот во последните години на поранешната
поранешна Југославија се одгледуваше низ фудбалските стадиони низ целата поранешна држава, бидејќи стадионите стана арена за промоција на идеите на политичарите и на националистичките групи. Но национализмот, политиката и спортот не се поврзани на специфичен начин само на Балканот, па така пикантериите од типот играчи кои не пеат на химните или навивачи кои скандираат се воочливи во сите земји кои се пред предизвиците на национализмот, идентитетот, интеграцијата, ксенофобијата, мултикултуралноста. Забележани се во земјите со голем број имигранти, како што се Германија, Франција, Шведска. Историјата за жал сведочи за големи трагедии поврзани со најпопуларната игра на светот. Една од најпознатите европски фудбалски трагедии се случи на 29 мај 85-та во Брисел, каде животот го загубиле 39 навивачи на Јувентус. До трагедијата се случи час пред почетокот на финалето од Купот на шампиони помеѓу Јувентус и Ливерпул, кога навивачите на англискиот тим ја прескокнале оградата и тргнале кон трибината на која биле сместени навивачите на Јувентус. Квалификацијскиот дуел помеѓу репрезентациите на Перу и Аргентина ќе стане запаметен како една од најголемите трагедии во светот на фудбалот. На 2 минути пред крај судијата поништил гол на домакините пошто настанал пекол. Полицијата се обидила да ги смири нередите со солзавец, но ова само ја влошило ситуацијата. Во паника навивачите тргнале кон излезните врати кои биле заклучени. 318 лица загинале, а над 500 биле повредени. Секој од нас мора да свати дека говорот на омраза причинува огромна штета и тоа како на конкретните индивидуи на кои се однесува изразот, така и на општеството во целина. Тој го повредува идеалот на еднаквост или еднаквиот третман и принципот на недискриминација, кои се фундаментални за секое демократско општество. Говорот на омраза има штетно влијание на општествениот ред, мир и квалитет на животот во заедницата. Токму затоа нашата главна препорака е: навивај со срце, без навреди. Струмица вела дека е најфудбалскиот град во Македонија. Моето прво прашање за вас ќе биде: кој е за вас најдобриот фудбалер од Струмица? Добро, значи пред се благодарам на поканата. Струмица е интересно фудбалско подјебје, значи се родиле многу таленти, многу врвни спортисти, меѓу кои значи мултиспортско општество, меѓу кои фудбалот зазема апсолутно доминантно место заедно со одбојката. Значи според мене најдобар фудбалер во историјата на македонскиот фудбал е Горан Пандев. Но секако овде имаат реномирани имења во минатото, како што биле, да кажеме, господинот Васил Рингов, па браќата Роберт и Горан Попов, исто така Сашко Пандев, Зоран Балдовлиев, Дени Масев. Значи, многу искусни, многу репрезентативци кои што направили богата интернационална кариера. Директно на прашањето, најдобар фудбалер според мене е Горан Пандев. Кажете ми како се откриваат малите кои имаат потенцијал за да бидат фудбалери? Како да препознаеме кај детето дека има потенцијал за развој на фудбалски талент? Вака, значи првичната базичната селекција се прави веќе во овие години многу рано, значи тоа се прави уште 6-7 година. Во секој случај тоа е долготраен процес и самото скаутирање, односно селекција на дечињата трае долгогодишно, односно тоа е негде околу 10 години. Во секој случај дечињата кои што имаат основна базична моторика и кои што имаат талент во таа основна базична моторика се предуслов дека се талентирани и можат да успеат во одреден спорт. Дали тоа значи дека кога ќе се открие дека некој има талент, дека е надарен, дали тоа значи дека веднаш потоа се работи со тоа детенце и колку треба да се работи? Значи ве објаснивте што се треба како потенцијал да имаме, колку често треба да се практикува тренинг за да се постигнат видливи исчекорувања во поглед на развојот на талентот? Така е, сето тоа значи е долготраен повторен процес. Значи во веднаш после првичната селекција дечињата се вклучуваат во самата игра во која што нормално овде повеќе внимание се обрнува на самата игра, значи на социјалната компонента и развој на самите дечиња. Значи има одредени услови кои што мора да се запазат во однос на таа мултикомплексност на самата фудбалска игра во која што треба да се посвети внимание нормално на индивидуалната техника, тука се секако физичките преиспозиции, но секако и индивидуалната тактичка подготовка која што подоцна преминува во една групна и на крајот во една тимска тактичка подготовка. Во секој случај долготраен е процесот, значи првично дечињата имаат
развоен пат во кој што најбитно е играта, нормално, значи најбитна е самата игра, забавата во самиот тренажен процес. Веќе како што зреа, значи веќе 13, 14, 15 година многу повеќе внимание се посветува на таа физичка подготовка, многу повеќе внимание се посветува и на самата тактичка подготовка, која што рековме може да биде индивидуална, групна или тимска тактичка подготовка. Топката е тркалезна и не престанува да се врти, исто како и нашата планета. Магијата на фудбалот едноставно никогаш нема да можеме да ја објасниме до крај. Ни преостанува за крај да посакаме од 11 јуни сите ние заедно да навиваме во еден глас за нашата фудбалска репрезентација која направи досега историски подвиг, а веруваме дека и понатаму ќе се радуваме онака како што се радувавме досега. Довидување до следната приказна. Шутираме кон голот.